Со објавувањето на списокот на гласачи, кои СДСМ ги прогласи за спорни, излегоа на виделина сите лаги со кои аболицираниот Зоран Заев и неговите сопартици со месеци ја манипулираат јавноста. Народот виде дека нема ниту половина милион фантоми, нити 300.000 фантоми, нити 200.000. Има само 40.000 гласачи кои се спорни за Заев и неговите сопартици. Изминативе 10 години СДСМ 10 пати поред доби црвен картон од народот за антидржавната политика што ја практикува. Разликата помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ со години наназад се движи од 150.000 до 200.000 гласа. СДСМ со години ги лаже граѓаните, правдајќи ги поразите со измислици за непрочистен избирачки список, за на крај да признаат дека се сведува на 39.502 спорни гласачи, од кои најголемиот дел се етнички албанци. Со објавувањето на списокот на спорни гласачи, граѓаните видоа дека не постоела никаква објективна причина за бегањето на Заев од избори. Единствената причина поради која што Заев одбиваше да излезе на соочување со народот е чисто од психолошка природа. Заев има страв од македонскиот народ. Овој страв е огромен, а и оправдан. Зоран Заев и СДСМ 2 години ја држат Република Македонија во заложништво и во криза. Штетите од нивната деструктивна политика ги плаќаат единствено граѓаните. Зоран Заев и СДСМ знаат дека просторот за манипулации се стеснува. Казната на избори ќе ја добијат и таа ќе биде жестока. ВМРО-ДПМН ги повикува сите граѓани, чие право на глас го спори СДСМ и Зоран Заев, да искористат можноста и да се пријават во Државната изборна комисија, во подрачните единици, или пак да искористат апликацијата која што им стои на располагање. ВМРО-ДПМН ги повикува и Гордан Георгиев, Лилјана Шекеринска, Ерол Ризаов и Мирјана Најчевска и сите останати кои што СДСМ инсистираше да бидат ставени на списокот на спорни гласачи, да искористат законската можност и да се регистрираат за да бидат впишани во избирачкиот список и да можат секако да го искористат своето право на глас. Гневот кон СДСМ, кои го имаат овие 40.000 граѓани, кои беа оспорени, не смее да биде поголем од желбата да се задржи најголемото демократско право да се одлучува за сопствената иднина. Доколку било кој граѓанин има било каков проблем или му е потребен совет во врска со регистрацијата, ВМРО-ДПМН стои на располагање. Ние сме сигурни дека по истекот на рокот и оваа манипулација на СДСМ, како и сите други досега, ќе падне во вода. Сигурни сме дека најголемиот дел од овие 40.000 граѓани, кои што ги спори СДСМ, ќе се регистрираат и ќе се види дека и оваа бројка, како и се друго што кажува аболицираниот криминалец Зоран Заев, е уште една обична лага, измислица од фабриките за афери на СДСМ. Доколку некој од граѓаните, заради одредена спреченост, не успеа да ја заврши процедурата и да се регистрира, апелираме да се следат законските рокови, затоа што Државната изборна комисија пред изборите повторно е обврзана да го стави избирачкиот список на јавен увид, па во тој период ќе може да се коригираат направените пропусти. Благодарам.